живот за овој последен месец на оваа јубиларна 2025 година е земено од книгата на пророкот Исаија, 52 глава, 10 ред, и гласи: И сите краишта земјини ќе го видат спасението од нашиот Бог. Одведен во прогонство во Вавилон, израелскиот народ изгуби се, својата земја, својот цар, својот храм, а со тоа и можноста да му се поклонува на својот Бог, оној кој некогаш го изведе од Египет. Но ете, гласот на пророкот навестува нешто незамисливо. Време е за враќање дома. Бог уште еднаш силно ќе посредува и ќе ги поведе израелците низ пустината се до Ерусалим, а сите народи на земјата ќе сведочат за овој чудесен настан. И сите краишта земни ќе го видат спасението од нашиот Бог. И денес не вознемируваат вести за луѓе кои ја губат работата, здравието, сигурноста и достоинството, особено младите, чија иднина е загрозена поради војни и сиромаштија, предизвикана од климатските промени во нивните земји. Цели народи останаа без земја, мир или слобода. Тоа трагично сценарио со светски размери го одзема здивот и ја замрачува перспективата. Кој ќе не спаси од уништување на се што мислевме дека го поседуваме? Се чини дека нема причина за надеж, но сепак пророчкото навестување е упатено и до нас. И сите краишта земни ќе го видат спасението од нашиот Бог. Неговото слово го открива Божјото делување во личната и колективната историја и не повикува да ги отвориме очите пред знаците на спасоносниот план. Спасението всушност веќе е на дело во воспитната ревност на наставниците, во честноста на предприемачите, во праведноста на администраторите, во верноста на сопружниците, во прегратката на детето, во нежноста на медицинската сестра, во трпението на бабата, во храброста на мажи и жени кои на ненасилен начин му се спротивставуваат на криминалот, во отвореноста на заедницата. И сите краишта земни ќе го видат спасението од нашиот Бог. Се приближува Божик, во знакот на невиноста на детето, кое разоружува, повторно можеме да ја препознаеме трпеливата и милосрдната Божја присутност во човечката историја и да сведочиме за неа преку нашиот избор, кој што оди спротивно од текот на светот. Кјара Лубик пишува: во нашиот свет се теоретизира борбата, законот на посилниот, на поснаодливиот и на безобзирниот. Понекогаш се изгледа парализирано од материализмот и себичноста. Одговорот што треба да се даде е љубов кон ближниот. Тоа е лекот што може да го излечи, како бран на божествена топлина што зрачи и се шири, продирајќи во односите меѓу поединците и групите, постепено менувајќи го општеството. И сите краишта земни ќе го видат спасението од нашиот Бог. Како
и за израелскиот народ и за нас, ова е момент кога треба да тргнеме напред, добра можност за решителен чекор кон другите, кон младите или старите, сиромашните или мигрантите, невработените или бездомниците, болните или затворениците. Сите тие чекаат знак на грижа и близина, сведоштво за нежната, но делотворна присутност на Божјата љубов меѓу нас. Денес границите преку кои оваа порака на надеж може да се шири се пред се географски, кои често стануваат зидови или болни фронтовски линии, но и културолошки и екзистенцијални. Освен тоа, дигиталните заедници во кои младите често живеат, може да дадат ефикасен придонес во надменувањето на агресивноста, осаменоста и отфрленоста. Конгонскиот поет Анри Буколу пишува: О божествена надеж! Еве, во очајничкиот рид на ветерот се надзираат првите стихови на најубавата љубовна песна, а утре тоа е надеж. И сите краишта земни ќе го видат спасението од нашиот Бог. Словото го подготвија Тиција Магри и тимот на Слово на живот. The shadows they are falling.